Осоговските планини Ченгино Кале во Малишевскиот регион ќе се прогласат за парк на природата. Истокот конечно ќе добија заштитено подрачје, општините и местното население ќе имаат и полесен пристап до парите од Европската унија. Градоначалниците од источниот регион бараат Осоговските планини да бидат прогласени за парк на природата. Осоговието, добивајќи статус на подрачје заштитено од 4-та категорија, ќе донесе полесен и побрз пристап до парите од европските фондови. Раководителката на Центарот за развој на Источнопланскиот регион Драгица Здравева забележува дека позитивен пример им се партнерите од бугарска страна, со кои се работуваат за проекти финансирани од Европската унија. Бугарија ги има Рила и Беласица како национални паркови, додека источниот регион на Македонија нема вакви подрачја кои се посебно заштитени. Ние во нашиот регион имаме само природни реткости, значи поединечни стебла кои што се прогласени за природна реткост, како црната дудинка во Лесново, дабот бели и така. Значи тоа не е, тоа е во ред, меѓутоа немаме област, немаме заштитено подрачје како парк на природата, како тоа го немаме, што многу значи. Во тек е постапката за прогласување на Осоговието и на Ченгино Кале во Беровскиот регион за парк на природата. Овој парк ќе се простира на територија на неколку општини и е со површина од над 50.000 хектари. Посебен бенефит од него ќе има местното население. Од аспект на можности за обезбедување на дополнителни приходи преку различни традиционални производи, адаптација на сопствените куќи како мали сместувачки капацитети, околу продажба на одредени сувенири или брендирање на одредени производи. Вие верувајте дека додадената вредност на такви производи кои што се наоѓаат во заштитено подрачје е 2 пати до 3 пати поголема. Здравева вели дека градоначалниците од Истокот како и донаторите за овој проект при посетата на Бугарија констатирале дека во делот на руралниот туризам источниот сосед е 6 чекори напред, додека недопрената природа на Источна Македонија ретко кој може да ја види, бидејќи ги нема условите за туристите кои бараат вакви аранжмани. Прогласувањето на Осоговието и на Ченгино Кале во Малешевскиот регион за парк на природата се очекува наредната година. Изградбата на регионалните санитарни депонии за Република Македонија значи правилен чекор за европските еколошки директиви. Управувањето со отпадот за Република Македонија значи голем чекор кон европските директиви и државата ќе помогне за правилно решавање на дивите депонија и правилно реализирање на проектите кои офаќаат изградба на регионални плански депонии. Така е договорено на последниот состанок. Со оглед на фактот што сите ние како општини, како јавни комунални предпријатија немаме големи капацитети за спроведување на овој систем, нити па сопствени финансиски средства, немаме капацитети тоа административно да го изменаџираме сето тоа, беше даден предлог да се донеси одлука на советите на општините за делегирање на надлежноста за управување со отпад од регионално ниво на државно ниво. Значи да се донесат вакви одлуки што е дозволено спрема Законот за управување со отпад, член 80 став 12. Секако не значи дека државата ќе биде главен фактор за регионалните депонии. Сепак, општините ќе мора да го дадат својот капацитет. Ова не значи дека и натаму ќе управува државата со депониите, туку едноставно да се испочитуваат спрема националниот план за управување со отпад предложените локации за регионални депонии, затоа што во некои делови од Република Македонија, во некои региони има голем отпор кон воведување на депонии во одредени средини. Значи, тоа да се изменаџира и исто така изградбата на воведување всушност на целиот систем до изградба, а потоа управувањето веројатно ќе оди кај регионалните тела. Решувањето на проблемот со управувањето на отпадот и изградбата на регионалните плански санитарни депонии за Република Македонија ќе значи фаќање чекор со европските директиви, а ова ќе донесе и средства од европските фондови за имплементирање на проекти поврзани со заштитата на животната средина.
Пробиштипскиот градоначалник Драган Анастасов со својот тим го почнува проектот Градоначалник во моето мало, а на секоја последна сабота во месецот ќе има и приемен дел со граѓаните во Злетово. Во Пробиштип стартува проектот Градоначалникот во моето мало. Градоначалникот на општина Пробиштип Драган Анастасов вели дека предвидено е посета на сите населби и села. Посетите ќе ги прави со својот тим и тоа најмалку еднаш на 3 месеци. Концепиран и подготвен е проект Градоначалник во моето мало, кој ќе стартува во месец март со целосна агенда за посети и разговор за тековните проблеми на градоначалникот со своји тимови во сите местни заедници во општината, најмалку еднаш на 3 месеци. Свој проект ќе го лесниме начинот на комуникација на граѓаните на општина Пробиштип. Анастасов забележа дека е воспоставен и приемен ден во сабота, кој трае до приемот на последниот заинтересиран граѓанин. До сега се остварени над 700 средби со граѓаните. Што докажува дека граѓаните на општина Пробиштип имаат наталожени проблеми кои не биле решавани со години. Во текот на овој месец Анастасов ќе има и приемен ден во Злетово. Предвидено е секоја последна сабота во месецот да ги посетува жителите на Злетово. Модринките по телото се единствен доказ кој потврдуваат за семено насилство, но не само белезите по телото укажуваат на насилство, се почесто се појавува сексуалното, психолошкото и економско насилство. Постојат повеќе облици на семено насилство. За жал, кај нас отворено се зборува само за физичкото. Сексуалното и психолошко насилство постои, но тие се уште се табу тема во нашето општество. Жртвите на овој вид на насилство најчесто не сакаат отворено да разговараат за него, велат од невладината ЕХО. Се почесто се појавуваат примери и на економско насилство. За сексуалното насилство не се зборува, тоа е табу тема и кај жртвите кои што бараат кај нас помош, значи жртвата тешко се отвора да разговара на така осетливи теми. Се фокусира само на физичкото и на психолошкото насилство. Економското насилство е секојдневие, значи неплаќањето на издршка од страна на таткото према децата е најчест вид на економско насилство. Секое насилство треба да биде пријавено, алармираат од ЕХО. Тоа е единствен начин жртвата да се заштити од својот насилник. Затоа мора да се пријавува секое насилство, па и психолошкото, кое што е без модринки и не е видливо, мора да се пријавува, мора да се реагира од страна на институциите, да се свати сериозно, за да не доаѓа до вакви крвави финиши. Значи, и обврска со закони на институциите, ако се пријави во една институција, например во полиција, во рок од 24 часа да го проследат случајот во Центарот за социјална работа. Исто и кај нас во организациите, ако се пријави, должни сме веднаш да известиме во Центарот за социјални работи за да се направи, да се излезе на лице место, да се види фактичката ситуација, како може да се помогне на жртвата, какви мерки би дошле во предвид за да се извлече жртвата да се спречи понатамошно насилство и да се изводи на сигурност, на безбедност на место. Вчера во Штипи официјално се формираше мултисекторскиот тим за насилство врз жените и девојчињата, ако е дел од проектот воведување на интегративен пристап на пакетот од суштински услуги за жени и девојки жртви на насилство. Проектот го реализира невладината ЕХО. Тимот е составен од представници на полицијата, судото, обвинителството, клиничката болница како и здравствениот дом од Штип. Младите заминуваат од селата, земјоделскиот сектор се соочува со недостиг од млади земјоделци кои покрај повисоките субвенции не се одлучуваат да работат на поле. Младите не сакаат да работат земјоделие, дури и повисоките субвенции не се доволни да започнат земјоделски бизнис. Овој проблем ги загрижува и земјоделските здруженија, откако Министерството за земјоделство за промена на културите најави повисоки субвенции. Има подоходовни гранки, но кој ќе работи, праша Велјо Тантаров од Здруженијето на земјоделци. Приходот од насади со јаболка, круши, здалеки че не знаеме се уште. Од оре исто така не знаеме, оти се нови овошти култури, ќе има поголем доход, поголем приход, така. Меѓутоа сега се поставува друго прашање. Како ќе се подигаат такви насади кога младите бегаат од селото? Кој ќе ги обработува тие поvršини? Кој ќе ги бери тоа производство? Младите заминуваат од селата, ова ги обесхрабрува и оние кои се зафатиле да работат на ниви. Во оваа ситуација
Не знам. Потешко е? Па многу потешко за да се работи тука земјоделие и затоа младите бегаат во странство. Групи што има ли многу што замина млади? Па нема многу, ама слабо имат интерес за работа. Сопствена земја или да добијат државно земјиште, помош околу набавка на земјоделска механизација потребна за обработка на нивите, пред се и сигурен пласман бараат младите земјоделци кои отпочнале земјоделски бизнис со државна помош. Од Асоциацијата на земјоделци предложија средствата да не бидат лимитирани, финансиската поддршка за реални и поддржани проекти да се зголеми и двојно, само младите да останат во земјоделието. Надворешната канцеларија за криминалистички работи Берово поднесе кривична пријава против ГД, 40 годишен од Берово, поради постоење основи на сомнение за сторени кривични дела, злоупотреба на службена положба и овластување, фалсификување службена исправа и спречување на докажување. Како што соопшти МВР на 13.10.2017 година во Берово, пријавениот како референца сеча, дотур и превоз на јавното предпријатие Македонски шуми, подрачно шумско стопанство Малеша во Берово, извршил жигосување на бесправно исечена дрвна маса, која на 10.10.2017 година раководителот на подрачното шумско стопанство Малеша во Берово ја одзел од лице кое вршело транспорт без документ за транспорт. Тој во 2 наврати издал испратница со невистини податоци за транспорт на дрвна маса во количина од 23,8 кубни метри, наведуваат од МВР. Поранешниот член на антикорупцијска комисија Драган Малиновски е гостин во редовното интервју на Радио Слободна Европа. Го следите неделното интервју на Слободна Европа. Во него гостин е Драган Малиновски, поранешен член на антикорупцијската комисија. Повод за разговорот се последните оставки во антикорупцијската комисија. Господине Малиновски, колку е загрижувачко и апсурдно за една држава која има висок степен на корупција, кога во институцијата која е најповикана да се бори против корупцијата, ќе се открие дека имало злоупотреби на пари? Да, се сложувам со вас дека е загрижувачко. Што е тука најзагрижувачко? Најзагрижувачко е сознанието дека за борбата против корупцијата била доверена на луѓе кои имале склоност и самите да се однесуваат несоодветно на позицијата. Тоа е на некој начин индикатор дека таа комисија не била посветена на задачите за кои била конституирана и задолжена согласно законот, туку едноставно своите функции ги подредувала на некои други цели. И за крај информација од спортот. Фудбалерските возбудувања во третата лига група Исток конечно ќе започнат утре, недела. Екипата на КИД го поради реконструкција на теренот во Бехчево над преварот против тимот на Зрновка од Зрновци, како домакин ќе го одигра на стадионот во Белобрдо во Штип. Временските прилики конечно дозволува да започне првенството во пролетниот дел на третата фудбалска лига група Исток. Тоа беше еден од условите кој заедно со финансискиот дел ја држеше спортската јавност во неизвестност дали ќе има фудбал на Истокот. Сега со одлука на раководството на третата лига Исток, тоа е расчистено и првенството пролетниот дел може да започне. На програмата ќе бидат надпреварите од редовното 15 коло во кое се среќаваат Кежовица, Бергалница, Голак, Кит Го, Пекчево, Зрновка, Рудер 1947, Малеш и Овчеполе, Слоги 1934. Во Штип во недела ќе имат дупли програм. Поради реконструкција на теренот во Пекчево, надпреварот Кит Го Зрновка ќе се одигра на стадионот во Белобрдо. На спортивниот дел на градот во Ново село во истиот термин ќе играат Кежовица и Бергалница, Голак. Сите надпревари ќе се одиграат во недела 11 март со почеток во 14 часот. Денес се одигра надпреварите од 16-тото коло на втората македонска фудбалска лига група Исток, при што се постигнаа следните резултати. Тиквеш Кожув 2:1, Осогово победа 4:0, Беласица Борец 2:0
и Плачковица Брегалница 0:1. Стрелец на надпреварот беше Лазар Илиев од Брегалница. Веќе 2 месеци во Штип работи фудбалерската школа Форца, во која на првите фудбалски чекори се учат преку 30 дечиња. Школата веќе членка на детската лига на Фудбалската федерација на Македонија и ќе се надпреварува во истата. 3-4. Веќе 2 месеци или поточе од месец февруари оваа година во Штип работи фудбалската школа Форца под раководството на спортскиот педагог Мерко Јакимовски. Децата се поделени во 2 генерации, 2009-2010 и 2011-2012 година. Ги селитираме најмалите дечиња, бидејќи мислиме дека од таму треба да почне целата селекција на секое дете. Фудбалската школа Форца има една специфична карактеристика, односно работа со голмани под раководството на тренерот Дарко Денков. Во школата работи имаме и тренер на голмани, значи тоа е Дарко Денков, кој што исто како помошен со мене тренер и работи со дечињата со младите голмани. За сите оние кои што емилуваат фудбалските игри сака да научат уште од мали нозе, капеите на школата Форца се широм отворени. Најмали генерации кои што ги примаме се децата од градинките кои што завршуваат голема група, односно родени 2012 и 13 и до 2009 година родена дечиња. Моментално значи тренизите се одвиваат за време на петок, сабота и недела во термините се од сабајле од 9 и од 10 часот, така да сите заинтересирани кои што сакаат да се јават можат комфортно да кажат да контактираат на нашите телефонски броји. Ова се почетни учење на фудбалските чекори, сигурно во програмата на школата предвидувате и надпревари со други екипи од ист ранг. Така, значи ние започнавме со пријателски надпревари, минатата недела игравме со екипата на Мала Ек со Штип, денес играме со фудбалски клуб Гао со Штип, значи моментално има повеќе школи во Штип и тоа е добро за градот и за општо за фудбалот во Штип. Ние од наредната недела ќе се вклучиме во детската лига на Фудбалска федерација на Македонија, значи веќе сме членка на Фудбалска федерација и ќе се напредуваме во детската лига на Фудбалска федерација на Македонија и имаме покане за учество на повеќе турнири како од Македонија така и од странство. Временските услови се подобруваат и тие дозволуваат веќе од наредната недела фудбалската школа тренизите да ги обавува на отворено, односно во спортскиот центар Џаксон во Штип. Тоа беше се за овие саботни вести. Ви благодарам за вниманието и пријатно.